Почитувана колешке Лазареска, УНЕСКО апелираше најпрвин по однос на бесправно изградените објекти, но откако едниот градоначалник истакна дека дивоградбите не треба да се бараат во Струга, треба да се бараат во Охрид, веднаш после него другиот градоначалник излезе правејќи си силен пиар, велејќи дека до уривање на бесправно изградените објекти остануваат само секунди, заведнаш потоа да докажете дека зборот е збор и да каже дека се плаши да ги урни, да ги отстрани дивоградбите. Единствено што се направи е што со страшни бизниси влеговме во извештаите на Европската Унија за корупција. ВМРО ДПМН не беше тој што ја палеше трската покрај брегот на Охридското езеро и ВМРО ДПМН не беше тој што градеше бетонски бази кои што потоа божемно ги затвори па пак си работеа и не знам веќе до каде стигнавме. Денес имаме загрозен УНЕСКО статус со огромен дел активности од акциониот план кои што не се реализирани. Ние ќе поднесеме амандман за селото Трпејца, кое што ви е многу позната ситуацијата со случувањата со водата во ова село и се надевам дека истиот ќе го прифатите. Ваше беше ветувањето за средување на состојбата со студенчишко блато, за која што во планот за живот за Охрид како рок беше дадено веднаш и до ден денеска нема ништо од тоа. Откако падна кровот на гимназија, фала Богу, се сетивте дека треба да се инвестира и во промена на дограма на училиштето, а за вашата грижа за животната средина, моментално живи сведоци се нивоата на Охридското и Преспанското езеро. Благодарам.